Почитувани, добар ден. На самиот почеток во името на редакцијата на Црвена линија и сега го Телма телевизија да ви ја честитаме новата година, да ви биде среќна, исполнета со здравие и многу радосни моменти. И секако да го оствари се она што го посакувате. А еве денес во првото издание на Црвена линија во 2026 година, еве зашто ќе говориме со вас. Декември е месец на подароци, пазарење и големи очекувања. Но тој заврши. Притисокот да се купи уште нешто го прави овој период најтежок за домашната економија. Новогодишните и божикните празници, кои по својата суштина треба да значат заедништво, мир и духовна радост, се почесто се мерат во сметки, попусти и минус на кредитни картички. Празничната радост лесно преминува во стрес и чувство на вина. Вистинското прашање не е колку потрошивме, туку дали вредеше. Дали новогодишните и божикните празници се претерано комерцијализирани? Еве, тоа се дел од прашањата за кои што ќе говориме денес во ова издание на Црвена линија. А кога сме кај прашање, оно што не се менува ниту во новата 2026 година е вашето учество, верувам, активно и помногу бројно на анкетите на Црвена линија. За да учествувате во нив, секако треба да не заследите на Инстаграм. Она што ви треба е профилот на Црвена линија. Потсетувам секогаш паралелно заследете го и профилот на Телма телевизија, бидејќи на Инстаграм стори анкетите и на два профила се објавени во текот на целиот ден. Денес ве прашуваме дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок. Јас верувам ќе може да ја видите како изгледаме всушност анкетата на Инстаграм стори, но ако тоа технички не е можно, тогаш секако ќе ве потсетам, се што ви треба е задолжително Инстаграм. Профилот на Црвена линија и профилот и секако профилот на Телма телевизија. За учество во Црвена линија, еве вака и подобро да ме видите, да ве потсетам особено вас, кои што верувам за прв пат и ќе се вклучите во оваа нова 2026 година и задолжително ќе учествувате, се разбира, во секој едно издание на Црвена линија. Она што ви треба е да го завртите нашиот добро познат број 02307-005. Ве замолувам, особено е важно од технички аспект, да го намалите целосно тонот на ТВ приемникот, значи ниту на минимум, ниту на 1 или 2, туку едноставно на 0. Да не користите интерфон, спикерфон, туку јас и вие да говориме исклучиво преку телефонската слушалка. И еве, конечно можеме да видиме она што ви треба, значи да учествувате во денешната анкета на Црвена линија, да не заследите на Инстаграм, профилот Црвена линија, профилот Телма телевизија и кликате веднаш на Инстаграм стори. Повторувам, дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок? Две опции за одговор, да, не, ве молам, кликнете на полето кое што го содржи вашиот одговор. Стандардно Црвена линија ги пресметува резултатите во проценти и ќе ги објавиме некаде конкретно во денешно издание. Сега за вас кои што малку подоцна се приклучевте, секако ќе потсетиме дека декември апсолутно е месец на трошоци, но и месец на подароци, пазарење и големи очекувања. Но декември заврши годината, а притисокот да се купи уште нешто го прави овој период можеби од финансиски англ еден од најтешките. Така да, особено за домашната економија. Новогодишните и божикните празници, кои по својата суштина треба да значат заедништво, мир и духовна радост, се почесто се мерат во сметки, попусти и минуси на кредитните картички. Па колку потрошивме, дали сето тоа и вреди? Празничната радост лесно преминува во стрес и чувство на вина. Дали новогодишните и божикните празници се претерано комерцијализирани? Ке ги слушнеме, верувам, наскоро вашите одговори, па јас и ке се обидам со вклучување на првиот гледач или можеби гледачка, и тоа во новата 2026 година. Добар ден! Добар ден! Нека ви е среќна новата година, ви посакувам пред се здравје и многу берекет и радости да ви донесе новата година. Токму така. Па вака сега, би сакал да зборам како лице со попреченост,
дали финансиите ни беа кусо или вишок во декемвриските месеци. Нажал ќе ве разочарам. Ова Министерство за социјална политика, демографија и младина, чео со господинот Лимани и Велковски, нас лицата со попреченост и асистентите наши кои ни ја даваат услугата не оставија без пари. Ова цела македонска јавност да знае. Дури нема најава кога ќе бидат исплатени овие парични средства. Па кажете ми дали е фер едно министерство што се грижи наводно социјална политика да не остава нас лицата со попреченост во една ваква незавидна ситуација. Место нашата трпеза да биде полна со храна, новогодишни желби, новогодишна убавина, нашата трпеза и нашата храна не само новогодишните и на следните божикни и за старата нова нашата трпеза ќе биде полна со солзи горчливи. Што мислам дека каде што се подиграла судбината за нас, се подигруваат и овие така наречени политичари, што мислам дека е време да си дадат оставка, а вие како телна телевизија секогаш ова го споделувате на вашите вести, но еве да знае македонската јавност какви политичари и какви неспособни министри го водат ова министерство. Еве би ве прашал вас, вие земавте плата? Благодарам за одговорите и еве навистина очекувам новата година на секој ден од вас, особено на оние кои што имате животни предизвици, кои што навистина се огромни искушенија, да ви биде многу полесна и секако да ви донесе се она не само што ви е неопходно, но туку и што ќе ви донесе голема радост. Благодарно за гледачот и за вклучувањето. И една напомена, црвена линија поставува прашања, така да ве молам, имате 90 секунди. За некој од вас навистина времето велите понекогаш е премногу кусо да се искажете, некој од вас и покусо од 90 секунди. Се извинувам, давате одговори на прашањата, така да се сконцентрираме на вашите одговори. Ако не успеете и да се вклучите во живо, секако постои простор и можност каде можете да дадете активно учество во црвена линија. Ке ве потсетам, се што ви треба е Facebook, профилот на црвена линија. Еве како изгледаме таму. Црвена линија прашува дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок. Пристигаат коментари, што значи вие активно на профилот, но заследете го и профилот на Телма телевизија, бидејќи секогаш црвена линија паралелно и на двата профила објавува за темите за кои што говориме со вас. Пишувајте коментари, давајте одговори, бидете активни, нешто подоцна ќе почнеме и со читање на истите меѓу вклучување гледачи. Но сега продолжуваме во живо со вас. И велам, добар ден. Добар ден, Тина. Среќна, нека ви е новата година. Среќна и вас, Душо, нека ви е новата година. Ама јас потполно се согласувам со првиот гледач, затоа што стварно Трути социјала не мисли на лицата со попреченост. Ни ги укина и асистенција ни укина и пари ни нема дадено. Ја не знам што се работи во ова наша држава. Стварно сме многу дискриминирани како личности. Така нека слушнат одговорните и да се погрижат за нас, пошто ние многу тежок живот живееме. Ние си знаеме како ги поминуваме деновите, некој во темница, некој во количка, некој без рака, без нога, така да треба малку државата да се погрижи за нас и одговорните да водат сметка за нас. Не само кога е гласањето да идат од врата на врата и да собираат, да даваат пенкала и друг некој потрошен материјал, што ништо нас не ни значи ова нас. Ова ни значи да се свртат спрема лицата со попреченост, со инвалидите, така да во догледно време сакам да се реши ова прашање и во најскоро време, не догледно, во најскоро време да се превземаат некои мерки за нас. Се најубаво, Тина, има убав ден, Душо, пријатно. Благодарам многу. Ви посакувам навистина ова 2026 да ви ги исполни сите очекувања и секако се она што ви е особено неопходно. Останете со
со нас сега го следуваат нови вклучувања и нови одговори на нашите прашања. Дали новогодишните и божикните празници се претирано комерцијализирани? Дали почувствувавте огромен притисок врз домашниот буџет? Дали сметате дека и вреди премногу да трошиме, особено за време на овој период, исполнет со многу подароци, многу промоции, но секако и многу осиромашени кредитни картички, бидејќи навистина најмногу се троши во овој период. И токму овој период, месец декември и некаде средината до јануари, односно до следната, еве слободно ќе речам, плата или прилив, не случајно е и најтешкиот и најдолгиот период. Може би најмногу поради тоа што најголем притисок има врз домашниот буџет. Се троши многу, но дали вреди и дали сметате дека овој период и овие прослави и еуфории се премногу искомерцијализирани? Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Срекна нека ви е новата година. Благодарам, срекна и на тебе. Благодарам. И на вашата телевизија и на сите гледачи. Да ти кажам најискрено, многу ми беше жал за преска што се јавија двајцата гледачи, нели? Во каква ситуација они си знаат само, зашто не се даде акцент на нив, да речеме, и тие треба да живеат и да јадат и се останато. И сега јас да ти кажам за мене, јас не го оправдувам тоа трошење толку пари и никогаш не сум трошила многу пари, затоа што после јануари не е голем, затоа што сме се истрошиле. А што е тоа еден ден е исто како и 30, и 31, па и сега втори. Значи, мене се ми е исто стина, ако јас сармата ја правам секоја недела, исто си ја направив сармата како да е обичен ден. Ете само уште 1 кило месо што сум купила, така ете да го значиме, ама не со многу трошкови, торти, колачи, па вакви меса, па онакви мезиња, па вакви мезиња. И тоа не го разбирам како да еден ден, ајде ќе се прејадуваме, па и тоа е штетно, па ајде ќе се изнапиеме, па и тоа е штетно. И кога ќе размислиме, а зошто да не биде скромно, зошто толку таква еуфорија, како кој знае што е нова година, обичен ден нова година, не знам. Јас сега ќе речеш, јас ти си возрастна жена, па така размислуваш, ама ја и кога бев млада, ја така размислував, значи немаше потреба од толку еуфории, толку трошкови, па руски, па салати, па и така, поздрав многу. Голем поздрав и секако се неубаво во новата. Продолжете да не гледате, продолжете да бидете активен учесник во Црвена линија. Па добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Уште еднаш ќе ве потсетаме во меѓувреме додека вклучиме нов гледач или можеби гледачка, имајте во предвид дека доколку не добиете во живо, имате простор каде можете да дадете одговор, тоа е социјалните медиуми, ви треба Facebook. Добар ден. Извинете, не сакам на социјални, сакам да бидам вклучен на телефон. Дали ме слушате? Добар ден прво. Срекна нека ви е новата година. Прво така да ве пречекам и да ви донесе многу здравје и радост. Честитате со празен стал. Ајде да ве прашам. Како да ми честитате? Тоа ли е нова година? А со 1 литро сок и со 1 смок и со ова. А некако порано кога беше поранешна Југославија или јас кога бев уште дете, уште 90-ти години, ние по месец дена унапред собиравме пари, се откупувавме кафичи, се собиравме по 500 денари, по 2-3 вечера славевме. А сега немаме за еден вечер да славиме и за утре ден. Што да ви кажам, јас ке чекам. Телефон платям 3000 денари, струја платям 6000. Примања татко ми да не е 22.000, 50, 23, не знам колку. Со толку живееме цел месец. Под биро сум 2 години. Што уште да кажам? Сакам да ме вклучите во живо да кажам. Има колку? 80 секунди им даваат за зборење. Ако може сега после овој нареден гледач што е да ме вклучите, еве им уште. Но вие цело време сте во програма и ве слушавме секако што споделивте со мене и секако со гледачите на Црвена линија.
Ви посакувам и вам секако новата година да ви ги исполни сите желби, да имате полна трпеза и среќни домови. Но факт е дека понекогаш и кога се има, безрезервно, неумерено се троши. Таков е периодот, ќе посветиме декември, месецот кога токму започнува во текот на целиот месец и нели сите сме и некако опфатени од таа предновогодишна еуфорија која што особено е ударна по домашниот буџет. Тоа значи се троши малку повеќе од предвиденото. Слободно ќе употребам збор понекогаш и неконтролирано, но затоа и токму по крајот на празниците, не случајно овој период е и најтежок кога станува збор за чувството на недостиг на финанси. Па и ве сметате ли дека ваквиот период, односно новогодишните, божикните празници се претерано искомерцијализирани, вреди ли толку многу да се троши, доколку се троши? Добар ден. Добар ден. Среќна нека ви е новата година. Хвала и работа за среќна новата година, божичните празници на сите гледачи на Големо благодарам. Сега јас би кажал едно. Сега, значи јас треба да се вратам 60 години назад, па да дава по 5 дена. Абе, ние сме веќе пензионери, ние кој се плати со едната рака на топот за мантијата, со другата рака на гробала за лопатта. И сега ние сакаме да се радиме, ние со младите. Ние треба да биде задоволни тоа што го имаме. Добро, некој навистина има помалку, некој повеќе, сега не можеме сите исти да бидеме. Но зошто наоѓаме мана сега, значи, исто имаме еден шок. Па толку имам пари, толку може да купам. Не може сега да купам јагне, па новија година не можеме да го изедам, бре. Што ќе биде тоа јагне или прасе? Значи треба да се цениме кој колку име, колку можеме да изедеме. Сега се еден сок. Па мене ми е многу еден сок, кило и по как ќе го испијам. Па не сум јас како да кажам, па тоа е малку мезе сок, малку ракијачки, нова година ќе се ја поминиме супер. Не знам како народ сме, не знам како човек да каже. Значи се наваѓаме ман. Гревот е тие што не земале социјална помош, не земале или за како да кажеме кратка родителска помош што добива, за ова стварно е жално. Значи овде власта не е оправдана и најмалку. Значи треба да се обраќа внимание на сите граѓани. Значи на цела Македонија. А ние пензионери што имаме пензија, па треба да бидеме задоволни колку земаме толку редовно и плаќа, значи редовно си земаме примањата и јас сум задоволен. Благодарам за споделените ставови и одговори на нашите прашања. Продолжете да ја гледате Црвена линија. Продолжуваме со вас во живо и еве некој кој што секако многу подобро и успее да не добие, добре дојдене да ги каже своите ставови во живо. А кога зборувам за социјалните медиуми, мислам на сите вас кои што навистина сакате да дадете удел во ова издание. Просторот е и социјалните медиуми. Пишувајте коментари, одговори пристигаат. Навистина сме благодарни, бидејќи се повеќе од ден во ден сте активни на социјалните медиуми. Продолжуваме со вклучување во живо, а наскоро и со читање на одговорите како коментари. Добар ден! Дали се слушаме? Добро, најверојатно денеска ќе имаме малку пауза од едно до друго вклучување, но ќе искористиме уште еднаш да ве потсетиме да бидете активни на денешната анкета на Црвена линија на Инстаграм. Дали новогодишните и божикните празници се претерано комерцијализирани? Добар ден! Добар ден! Дали е намален? Не е намален тонот на телевизорот, ве молам. Сега, извинувам. Таа нема да се слушнеме добро, затоа е тоа така. Добро. Сакам јас да кажам, не се премногу комерцијализирани и треба малите да пијат многу повеќе. Продолжете, имате уште 80 секунди. Сакам да ги поздравам сите Ѓокерора, Филип Точков, Чирилов, Раде Палица, сите сакам да ги поздравам. Многу го сакам, Телма е најдобра телевизија, до гледање. Добро, благодарам многу и навистина еве
ќе ми биде мене особено драго секој ден нареден кој што ќе се вклучи. Јас знам дека имате многу драги луѓе, таков е периодот. Секако она на што не се штеди деновите се добрите желби и честитки, тоа така треба да биде. Но црвена линија денес е конкретна и ако и успеете да не добиете, бидејќи навистина и некогаш признаваме и тешко се добиваме, да ги искористиме тие 90 секунди да ги дадете вашите ставови и одговори. Црвена линија конкретно прашува: дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок? Дали сметате дека новогодишните и божикните празници се премногу искомерцијализирани? Дали всушност некако и премногу трошиме, а безпотребно? Добар ден или добро вечер, подобро да речем. Добар ден. Да, најверојатно така ќе функционираме денес, ќе има пауза од едно до друго вклучување, но јас чекам да се зголеми бројот на коментари за да почнеме и со нив, а приоритет секогаш даваме на гледачите во живо. Па дали имаме некој? Добро вечер, добар ден. Ништо. Ајде одиме на Facebook. Еве имаме, ја не знам зошто имаме огромна пауза, бидејќи не сакаме да го губиме времето да знаеме дали да преминуваме на коментари или на живо. Добар ден. Дали се слушаме? Охо, да, да, но секако да за коментарите. Еве како изгледаме на Facebook. Прашуваме дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок. Еве што напиша Марко Поло. Не. Сега сум баш релакс, нема што да се секирам. Дали имам или немам за до крај на месец. Кој да ќе почека и евана, и комунална, и парно грење до наредната плата. Туку ајде да зборуваме само за убави работи, како се потрошија минимум 70.000 евра, а може би и повеќе за дочекот на новата година во Скопје, а за другите помали места ниту динар. Како тоа Скопје си зима за слобода да троши наши оданочени пари. Еве, здравството ни поскапе, а никако да ни одговорат каде завршија нашите 45 години што сме плаќале придонеси за него. Сега за достоен преглед и третман ке си плаќаме поскапо. Регулаторна ни покачи комунали, вода, парно и струја, па срекна ни година 49-та, та нова пораката и гласеше од влада на Република Македонија. Благодарам за активноста на Марко Поло. Бидете активни, пишувајте коментари. Ајде да се обидеме со гледачите во живо. Добро вечер. Немаме се уште гледачи, добро. Еве вака, ја сега ќе подсетам зошто сакаме да ви имаме во огромен број. Ја верувам дека и линиите не се блокирани, бидејќи неретко од праксата, знаете, најчесто сме со контактни емисии, па се случува да бидат блокирани линиите. Па де не, еве ми велат да, добар ден. Добар ден, Тина. Драго ми е што ве слушаме, малку си значекавме, нека ви е срекна новата година. Така и на вас, на сите, вашата телевизија. Благодарам. Вака, Тина, сега, значи, доаѓа моменти многу, која година тешко. Ние сме имале тешкоти, се шајци без пари сме имале, па не сме кукале. Ке се снајде човек, пријатели ваму таму, да мислам, што сакам да кажам, не треба да кукаме, да. Али па ги сожалувам, мислам, стварно да, што се стварно инвалидиве требаше да им се даде пари. Али тоа се дешава, може пред тоа изеле овие претходните државата. Сега па мора крај со крај да се прави државата да направи. Па редовно да им издава на сите. Друго нема синче шубаво дома. Ајде, сметате ли и кога би имале можности дека може би понекогаш и премногу трошиме? Па кога имаме такви сме ние, трошиме. Ура, после нема. Ама учени сме да немање. А вреди ли, еве, а дали вреди да се испотрошиме за празниците? Не, сине, многу е важно домаќински да пази за утре да не си трчеш многу. Така, зашо. Нема, ќе си нормално, мислам, како што треба, да си каснеш, да си имаш да пивнеш, али да не претеруеме. Али сега зависи према човекот, така ли е? Така.
Благодарам многу за одговорите и секако за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Еве уште едно подсетување во продолжение. Не случајно Црвена линија ја постави темата. Бидејќи ја дочекавме новата 2026 година, но тоа не траеше само како возбуда, туку и како финансиска потрошувачка притисок, кој што не започна некаде на 29 или 31 декември, туку во текот на целиот месец декември. Примамливи понуди, промоции, секако период каде што едноставно сите некако сме некако заинтригирани да трошиме повеќе од предвиденото, но не случајно и овој период од финансиски агол го сметаат и за најтежок, бидејќи и јануари се чини дека трае најдолго. Затоа што трошоците се големи. Па вреди ли да се троши премногу за божикните и новогодишните празници? Ви се чинили дека како празници се премногу искомерциализирани? И дали почувствувавте едноставно финансиски притисок врз сопствениот буџет токму во овој период? Добар ден. Добар ден. Нека ви е среќна новата година, да ви донесе многу здравје и многу радост. Благодарам на сите граѓани на Република Македонија и вам во телевизија Телма. Да, сметам дека се премногу искомерциализирани, премногу се троши и не би било тоа толку страшно да се троши, меѓутоа е страшно тоа што многу се троши, а самотијата е се поприсутна. Генерално меѓу луѓето. Тоа е она што мене лично, како на човек, ми пречи. Многу малку има во луѓето емпатија, а многу се троши, а не може ниту еден поклон, барем не мене лично, да ми замени човек, топол човечки збор, една, како да речам, топла човечка присутност, преградка, тоа ми вреди повеќе од било кој материјален подарок. Лично јас овој празник не потрошив многу и едноставно се трудам да имам контрола од една многу проста причина, бидејќи контролата овозможува да го живеете животот пристојно и да не должите. Ако не ги платам овој месец сметките, следниот ќе се соберат, па не ќе можам никако. Така да, генерално, мислам дека многу се комерцијализира, а забадијано. Бидете поздравени и секој добро. Бидете поздравени и сега го продолжете да бидете активни во Црвена линија во текот на новава 2026 година, а и подсетувам, останете понатаму со ова издание, бидејќи се уште имаме време и можност да ги слушнеме одговорите. Па и дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок. Од гледачката пред малку е интересна, да речеме, констатација, дали може би многу повеќе трошиме финансии отколку емоции, кои што може би подобро повеќе да трошиме емоции, да свое време за оние кои што не се најдраги, а помалку да трошиме финанси, преку подароци, трпези и така натаму. Дали вреди да се троши толку многу и дали почувствувавте силен финансиски притисок периодот, со оглед на тоа што декември навистина беше месец кој што едноставно го тераше секој еден да троши повеќе од предвиденото. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер. Нека ви е среќна новата година. Хвала и на вас. Благодарам. Гледач од Кочани. Повелете, ве слушам. Емисијата ви е многу добра. Благодарам. Ја сам ја чеках дома нова година. Фамилијата ми беше половин у странство, половин у Скопје. Ама би доа тука некој ден поради некои фамилиарни причини, имахме незгоѓа. Но ги гледав преку телефонот на интернетот кај они чекаа и викам, сине, ојде, вие се млади, гледајте, јас сум 76 години човек, сакаа и мене да ме водат во Скопје, ја да гледам, викам, само ми укулчете да ве гледам како вие ја чекате нова година. Оти мораше да се отпушат децата, имахме несреќен случај туку во фамилијата. Но, сакам да ви кажам, значи, овај народ, да речеме, ги сакам сите, толку се незадоволни од самите себе. Еве, не знаат веќе што да прават и да тражат.
Па дај, молим те, бе, луѓе. Па јас сум 76 години човек. Па дај, молим ве, луѓе, немојте да цицате државата, не крвта, не месото и коските ги цицате и уште сакате да имаме држава. Па луѓето гледат што работи. Па луѓето сакат капитал, имат странските земји. Имам ја деца и по странство. Па имат капитал, па сакат да остават на децата. Ние сакаме се што имаме да прекараме преко нас и сакаме нашите деца. Благодарност за учеството, напомена, не знам дали гледачот досега бил вклучен во црвена линија, но ако е за прв пат, да подсетиме дека време траењето на едно јавување е 90 секунди, но тоа не значи дека не можете повторно да не побарате, да го завртите повторно нашиот број и да добиете нови 90 секунди. Почитувани, вреди ли премногу да се троши еве во овој период, кога се одбележуваат, кога не опфаќа онаа новогодишна еуфорија која мора да признаеме трае цел месец декември, па дури и некаде до средината на јануари. А тоа е навистина еден долг период каде што навистина може да се почувствува и огромен притисок врз домашниот буџет. Така да некако дали ви се чини дека ги претеруваме, вреди ли толку многу да се троши, иако станува збор за новогодишни, божикни празници и едноставно дали ви се чини дека ваквите празници се премногу искомерцијализирани, дека можеби многу повеќе треба да трошиме емоции и време, а помалку финанси. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер. Нека ви е среќна новата година. Ајде, среќна нова година. Така ве слушаме во црвена линија. Сте, кои се вашите одговори? Па јас се јавувам од Прилеп. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Па, да ви кажам, намален е тонот на телевизорот. Добро, продолжете. До душе и толку се слуша. За трошечка, за кошничка едно друго, секој месец земам јас 20.000 дена. Ние сме четворица дома и не ми значи ништо. Дали ќе потрошам за нова година, дали ќе потрошам за 1. мај, дали за Великден или за било како. Таа кошичка да си расти, овие политичари што не лажа, не лажа. Значи тоа е веќе друга работа. Се слушаме или не? Да, ве слушаме, не ви упаѓаме во збор. Продолжете, имате уште некои 35 секунди. Нема што да зборувам повеќе. Еве, кажете ми од овој агол, еве да се има можности. Дали некогаш навистина и претеруваме кога станува збор за вакви празници? Јас не знам што да ви одговорам, оти никој сум немал можност тако. Тоа значи дека Не немале, ова фамилија моја немале таква можност. Ние цел живот се мачиме со туту и не со кочани, со наречам со царевски, со едно друго, со вамо, со тамо. Порано, сега веќе ви тутун отпадна и се. Немаме средства и тутуно да го работим. Голема благодарност за споделените одговори со гледачите на Црвена линија. Ви посакувам секако се ова што откривте дека постојано чувствувате и финансиски притисок со оглед на тоа што навистина големо искушението нели со мали примања да се истурка месецот, особено кога се празниците. Дури оние кои што имаат можности трошат повеќе од предвиденото и верувам дека новата година навистина ќе ви донесе благодети. Нема да чувствувате во ниту еден ден, ниту во еден месец притисок, особено не финансиски. Добро вечер. Ало, добро вечер. Нека ви е среќна новата година и вам. И на вас нека ви е среќна и на сите од канал Телма и на вашата фамилија. Благодарам. И да ви даде Господ здравје на сите. Јас мислам дека овие празници се превише комерцијализирани затоа што тие што немат пари не можат да си приуштат и да купат оноа што го сакат. Значи тие купуват нешто ефтино, нешто купуват ради реда и они да бидат дел од празниците. За Божик мора да се купат орашчиња, јабучки и такви работи,
коледачки да се прават, ама сето тоа кошта пари. Кој колку има, толку ќе троше. Повеќето од овај народ е во бедна состојба и не може да земе поголеми количини. А оние што се газите, тие можат не само да си купат, него да си идат некаде и на зимување и таму да си ги прекрарат празниците, и новогодишни и божични празници. Значи, овај народ е повеќе сиромашен отколку богат. Богатите живеат, а сиромачите преживуваат. Значи, тоа е во оваа година. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Сега одиме на Facebook, пристигаат коментари, така да време е да споделам со вас какви одговори дадоа оние кои што напишаа коментари. На прашањето дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок, Јана Лазарова напиша: со ниска минимална пензија суми нема потреба, премногу се искомерцијализирани. Тие што имаат претеруваат, не го оправдувам. Јас сум за не. Голема благодарност до господја Јана, секако среќна нова година и исполнение на сите желби да донесе. Добро вечер. Добро вечер. Нека ви е среќна и вам новата година. Среќна нова година. Благодарам. Па трошиме ли повеќе од она што треба? Вреди ли да се троши толку многу? Јас би почнав со една реченица. Своји пари се само тие што ти ги потрошиш. А тие пари што ќе бидат украдени и што ќе бидат на сметките во банка од политичарите, тие не се нивни пари. И добро е луѓето да ги трошат тие пари што ги заработуваат. Исто така и јас сум од оние лица кои што не добија надомест, јас користам инвалидска количка. Нашава држава по устав е социјална држава. А оваа влада воопшто не се грижи за тие лица, кои што се бореле за оваа држава, кои што станале во инвалидска количка, кои што 20 години се бореле за оваа држава. Овие политичари сакаат само да крадат пари, да ништо друго не ги бива. Милиони, милиони и милиарди крадат пари од народот. Само кај ќе ги носат, не ќе можат да ги потрошат до крај на животот. Уште еднаш ќе кажам, празниците се за да се трошат пари. И парите кои што се заработуваат, нивни пари се само оние кои што ќе ги потрошат. А оние пари што ќе останат во банки, тие никогаш нема да се нивни пари. Поздрав и се најдобро, пријатно. Благодарам, поздрав и се најубаво во новата година. Ние продолжуваме со вас и еве вака сега кога на самиот праг на 2026 година сумираме, чувствувате ли, Црвена линија ве прашува, огромен финансиски притисок? Некако такви се и таков е и периодот, она што е интересно дека цел месец декември сме поттикнати што од промоции, што од тоа што идат празници, новогодишна еуфорија, секако секој еден сака за своите најблиски и да потроши денар плюс, за да ги изненади со посакуваните подароци, но и го менуваме во овој период и ритмот на живење. Тоа значи дека многу повеќе се троши на излегувања, на пазарувања, на секако прослави и некако буџетот секако трпи голем притисок. Па дали еве вашиот буџет претрпе огромен притисок за време на овие новогодишни празници, секако ни престои Божик, и дали сметате дека премногу овие празници се искомерцијализирани, вреди ли премногу да се троши? Добар ден. Добар ден, убав ден, среќна нова година. Среќна нова година, се најубаво ви посакуваме. Исто, живи, здрави, само другото, како и до сега, ние сме научени да преживуваме така да само да ни даде Господ здравје и среќа. Едино тоа, другото, и со малку и со многу се поминува, сега завипи. Не да е комерцијализирано, него претерано, да ви кажам. Значи, едноставно се знае Бог како се
и еве и нова година, да речеме, нова година може кој по-луксузно, кој по-скромно, значи на секој начин може да се дочека. Значи никој пат не е да се претера работата, меѓутоа за жал сега и се претерува, нема тоа секој пат било и ќе биде. А комерциализирани што се тоа е, значи не знам. Толкави се цените големи и после тоа гледате еден куп се фрла. Значи кога ќе видам колку се фрла после тоа, пошто имам прилика, имам секој пат многу попазно. Значи, срце да те заболи. Зашто да се стават толкави големи цени, кога им останува, не може да го продаат целото и после го фрлаат. Која им е користа, ја не знам од тоа што го прават. Значи, божичните празниците, знаете порано како се поминувало, не значи дека треба да се стави капом и чаком од сите страница, да не може да се изгледа и не знам што, само да се има на маса. Мене тоа да ви кажам ништо не ми значи. Едноставно што треба, значи да се има и да се има, меѓутоа да биде претерано и толку да се фрли пара. Благодарам многу за јавувањето и коментари напишани. Симона Мони Ристевска напиша: празниците се секогаш добронамерни и секогаш се слават спрема обичајно. Институциите се пропадната инвестиција. Само ветуваат, а не исполнуваат. До кога вака? Како може семејство на 4 деца да издржи со една плата, а тие што работат во социјално одат на работа за да му помине времето наместо да укажат помош? Кристија напиша: секогаш создава плюс и народот тука претерува во секое славење. Време е за реклами, по рекламите и резултатите од анкетата. Да погледнеме како одговорија на анкетното прашање за денес на Црвена линија оние кои што не следат на Инстаграм. Бидете меѓу нив, заследете Црвена линија и Телма телевизија. Прашањето за денес беше дали празничната потрошувачка ви создаде финансиски притисок. Со да одговорија 70%, со не 30%. Почитувани, тука е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Секако ви посакуваме да имате безгрижна, полна здравје и радости и берекет нова 2026 година. Во понеделник продолжуваме со нови теми и секако нови дискусии. А до тогаш гледајте Телма и информирајте се на telma.com.mk. Довидување.